Зошто претеничката група на Левица нема да го поддржи овој закон? Единствената причина поради кој ние нема да гласаме против, затоа што се работи за едно лошо законско решение, кое ја уназадува состојбата од она каде што беше во 2023 година. Единствената позитивна промена во овој предлог кривичен законник е тоа што конечно се интервенира во членот за гонење на семејно насилство и конечно се имплементира семејното насилство да не се гони по предлог на жртвата. Треба и колешке вас да ве подсетиме точно како се одвиваше измената на кривичниот законник во 2023 година. Прво, седевте на иста страна со СДСМ и со ДУИ кога всушност се чекаа 7 години за да кривичниот законник се измени во ова собрание. И да ве потсетам како се измени во 2023 со дополна на дневен ред, без никаква претходна најава, без консултација со експерти, како што овој пат го направивме преку јавна расправа, сите експерти дојдоа, си кажаа своји забелешки, се применија дел од забелешките во законот, тогаш со европско знаме, преку дополна на дневен ред, се внесе измената на кривичниот законник.